Моето патешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во Кичевскиот регион, кој се наоѓа во западниот дел на Република Македонија, сместен во Кичевската котлина, која представува јасно обликувана природна целина, обколена од сите страни со високи планини, распослан меѓу горното сливно подрачје на реката Треска, превојот Стража, планината Бистра, протегајќи се јужно во долината на реката Треска, се до Иличка планина, па се до северниот дел на Порече, која е една од поголемите котлини во Македонија, чија што незина рамка ја прават планинските масиви на Бистра и Строговот запад, Бушева планина, Баба Сач и Плакенска планина на исток, чие едно на котлината е на надморска височина од 570 метри до 680 метри, каде што незината најниска точка се наоѓа во источниот дел кај селото Атише, а пред Бродската клисура на исток се поврзува со Порече, на југозапад преку планинскиот превој Пресека со Дебарца, а на север преку планинските превои Стража и Буковиќ со Полошката котлина, а Вардиска планина овој регион го дели на две морфолошки целини, морфолошката целина Зајас на запад и морфолошката целина Осломеј на исток. Овој пат решив да прошетам низ оваа област, низ историјата позната како Кичевија, која опфаќа дел од Полошкиот регион, се до планината Буковиќ, регионот Мијачија, се до Бистра планина, дел од Дебарскиот и Долнодемпровскиот регион, до планинскиот масив Стогово на регионот Дебарца, се до планината Голак и Белчишкиот пространски планински масив, регионот Лимихиса, се до извориштето на Црна река и планинските масиви Љубен и Стрмол, Крушевскиот регион до планинскиот масив Венец, Прилепскиот регион се до Бушева планина, регионот Порече се до планинските масиви Песјак, Челопица и Добра вода и Кичевскиот регион, за да ги надополнам моите досегашни сознанија не само за историските збиднувања, туку и за многуте адети, обичаи, селско-црковно-манастирски сенародни празнувања, како што тоа е црковното празнување на Свети Атанасиј Летен во селото Премка. Почитувани мои, како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, и овој пат во ова село дојдов рано, мощне рано во утринските сати, што се вели. Денот по утрото се познава, вели народот. Денот беше пролетен, сонцето што току беше изгреано на селото Премка. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите. Драги мои, имав две добри причини. Едната мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, Иван, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за селото Премка низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите премчани по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во властите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, а другата е поканата на моите домајќини, мештаните до ова село, да присуствувам на пригодната празнична прослава што ја организираа мештаните од ова населено место во чест на Свети Атанасиј Летен, патрониот празник на селото, чие име го носи нивната селска црква. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија.
30 години патувам низ руралните региони во Република Македонија, низ селата во Република Македонија. До сега имам поминато 1676 села и ова село Премка, кој што ете денеска, дојдов тука во селото Премка, по покана на мештаните од ова село, 1677 село, да направиме еден нов документарен запис, а како што напоменав, сум поканет од мештаните на летната слава на Свети Атанасија летен на црквата Свети Атанасија, каде што од памтивека ритуалот, онај православниот, македонски, од векови, од колено на колено се пренесува и дел од тој ритуал ќе ви пренесам во новиот документарен серијал со работен наслов Свети Атанасије во село Премка. Но пред да ја видите приказната за пригодната празнична прослава што ја организираа мештаните од ова населено место во чест на нивниот патронен празник, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за ова населено место, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишани документи. Првпат селото Премка во пишанието и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно кажано од 1020 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Премка припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодетен многувековен бисер манастирот Света Богородица Пречиста, Кичевска, меѓународот попознат како Кичевскиот манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, издадена во обновениот Кичевски манастир, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби на македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, исто така за манастирот Света Богородица Пречиста, Кичевска, а меѓународот попознат како Кичевскиот манастир. Во пишаните томашки дефтери, селото Премка се споменува во томашкиот пописен Тапи дефтер број 4 од 1477 година, каде што селото се споменува под истото име со 80 куќи, 72 домаќинства, сите рисјани. Исто така селото под исто име се споменува и во томашкиот пописен Тапи дефтер број 8 од 1478 година, за времето на владењето на томашкиот султан Бајазид II, а е во собственост на Незир Паша, чиј негов вакуум се простирал од Шкодра се до Кичевската Копачија, му припаѓал на румелискиот Беглер Беглс. Ова село исто така е запишено и во пописниот дефтер од 1562 година, каде што делодатарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а престанатиот дел од датарот на вакуфот на Устреп ага и на вакуфот на Демо ага, во чии вакуфи живееле 70 домаќинства, сите рисјани. Во томашкиот дефтер од 1570 година е запишено дека вкупниот данок кој селото го плаќало изнесувал 1380 акчиња,
каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пченица 10 мудови, данок од јачмен 1 муд, овец и рж и од улишта 98 акчиња, а од ушур од овоше 30 акчиња. Според отоманскиот попис од 1867 година, селото Премка броело 80 христијански домаќинства и 20 мухамедански. Во втората половина на 17. век селото Премка му припаѓало на тимарот на Адем Паша, чии негови неколку чиплици ги раководеле Дозанага, Кара Мустафа бег, Абдулага, Сейди бег, Јолдаш бег, Назис Ахмед бег. Во ова време во селото живееле 74 христијански домаќинства. Пред крајот на турското владење, собственици на чиплиците во селото Премка биле Хаджи Шукри бег, Адил бег и Исмаил Казасага, кои припаѓале на солунскиот турски род Казаслар, Тевди бег, Аджи Абдула бег и Аджи Рафис бег. Овие чифлицај би изградиле неколку кули кои денеска не постојат, каде што околу овие беговски кули своји живеалишта имали изградено покрај постојаните селани и чифчиите кои работеле на чифлизите на претходно споменатите бегови. Според пишаните документи, прв пат селото Премка се спомнува во четвртиот османлински пописен дефтер од 1467-68 година, како село во Кичевската нахија. Тогаш регистрирани се 82 семејства, додека пак во вториот попис, значи втората статистичка операција спроведена од страна на султанот во 1481 година, селото Премка е најголемо село во тогашната Кичевска нахија со 123 семејства. Потоа следуваат години на опаѓање на бројот на селаните, но секогаш се движи од 80 до 100. Се однесува на годините 1545 и 1569 година. Значи, Премка е спомнато уште со пописните дефтери од 15-тиот и 16-тиот век. Но, работејќи на моите корени, на корените на семејството Близнаковци, дојдов до едни податоци кои вистина не се пишани, туку се плод на моето истражување, следејќи го стеблото на семејството Близнаковци, и дојдов до податок дека моите дедовци потекнуваат многу порано, дури до 13-тиот век. Дека селото Премка на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите, не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, селските населби во Кичевијата, издадена во Белград во 1979 година, за селото го забележал следното. Селото Премка се наоѓа во областа Горно Кичево, сместено во Кичевската котлина на западните падини на Челоица. Куќите на ова село се сместени помеѓу низиското земјиште на запад и повисокото планинско земјиште на исток. На пониското земјиште се наоѓа плодна почва погодна за жито, додека на повисокото земјиште има шуми и пасишта. Околни села се Шутово и Гарани. Селото има збиен тип и е поделено на 3 маала, 2 поголеми, кои се населени со македонци, и едно помало, а е населено со арбанашко население. Над селото, на возвишението Челопица, се наоѓа стар пат, по кој пат мештаните од ова село патувале за гостивар. Селото со вода за пиење се снабдува од неколку чешми, чии изворишта се наоѓаат високо во планината, а долната селска чешма ја изградил некој си Нико,
а во негова чест мештаните и денески ја викаат Никова чешма. Селото има и други извори распослани во планината. Местностите во планинскиот дел на атарот на селото ги носат следните имиња: Чукле, Танасица, Јавор, Божановски камења, Празбоиште, Извор, Сопра, Пресап, Црн камен, Трлеец, Јасак, Равни лаз, Кошари, Мечкин камен, Пејкова глава, Пештери, Лојки рид и други. Местностите во низинскиот дел на атарот на селото ги носат следниве имиња: Прилојец, Кливница, Срачинска меѓа, Гроб, Стеже, Дупчишта, Гавес, Каменица, Малброец, Огради и други. На атарот на Премка постојат старини и карактеристични топоними. Околу 15 минути пеш источно од селото се наоѓаат Танасица, Трноец и Чукле со остатоци од зидови на куќи и гробови. Во народното предание се верува дека таму лежело старото село. На местото Танасица мештаните одат за зимскиот Свети Атанасоен. Жителите на тоа село подоцна се спуштиле во денешното село. Местностите Чиплик и Ледина се наоѓаат западно селото на пониското земјиште. Таму, во 19. век имало Чиплик на кој работеле македонските семејства. На тоа место имало и црквиче и бунар. На место Сталедина се наоѓаат мощни стари гробови. Десна страна имаме, значи, старото село, викано Пачакисица, тука имаме чешма и моментално немаме услови за да појме до таму, за да го видиме и временски услови такви се. И старото село е таму, на Пачакисица, тука имаме чешма, условите се тие. Ова место сега кај се наоѓаме на 31-ви Таласој, идеме рано, порано од нас, што се ветил, пали огон пред 6 сатот, огнот го пали и отворат, мислим, горе за свеќи палење. Од тука ние прво одиме долу во црквата Света Таласија, земаме иконата, со нас дизгот, иконата и свеќи, идеме попат угоре за Танасица. Наоѓаме 3 места се тие трчина и посавуваме, палиме свеќи, кога ќе дојдеме тука исто палиме свеќи. Од тука идеме на ова место. Ова место еве огнишата тука се запалени. Ова го поправиме као трпезарија и тука ќе се склониме ако врнет жени, мажи, деца сите и ставаме сопрат кој што носи леб, погарчи, питулици, ракија, пива, сок, хина, политанки, све овде вака. И тука седиме и планираме. И во план сме во иднина, значи да го обновиме како нова трпезарија. Ова е како мала заштита, меѓутоа сме во план да го изградиме, да биде творда градба, да биде значи назначено и да се гледа, значи како што треба. Второ, ова што планираме, а прво сте во тек, црквенчето, макар на 3 метра на 3 или 5 на 5, да го ословаме, да го изидаме
и ќе бидеме во тек со помош на спонзори, со другари, со пријатели, со наши средства, да го направиме. Од тука, ние долу старата црква 150 годишнина ќе славиме Светата Атанасија. Може ли да ми опишеш колку вакански места има? Ваковни места имаме, значи 3 крста. Така? Меѓутоа сега е зашумено. Дел еден имаше, кај што беше обележано, ова е втор, уште еден имат подолу и горе ние црквичари. Како се викаат? Овде е место Чукле. Така, тоа подолу? Исто место е Чукле. Така, значи овде имате 3 крстови? Да. И црквичето горе? Црквичето Света Атанасија. Света Атанасија. Дека селото Премка на овие простори обстојува многу векови, говори и публикацијата, материјали за изучување на Македонија, напишана од македонскиот револуционер Ѓорче Петров, издадена во Софија во 1896 година, каде што во ова публикација има доста податоци и за селото Премка, каде што пишува: селото се наоѓа на 60 минути пешки одење северно Тичево. Селото Премка е средно по големина и богато село. Луѓето се многу вредни, мирољубиви, како и сите селани во областа. Близу до селото се наоѓа местноста Манастириште. На незината рамнина постојат остатоци од мала црквичка со кораци, кои зборуваат дека овде порано постоеле развиени форми на монашки живот, манастирско училиште и препишувачка школа на вредни црковни книги. Според податоците, од 1873 година, селото се нарекувало Прешка и имало 74 домаќинства со 220 христијани и 52 жители мухамеданци. Во 19. век Премка било село на кичевската каза на Отоманското царство. Јован Трифуновски во својот научен труд Кичевската котлина зборува и за најстарите македонски родови во селото Премка. Најстари старински родови во селото Премка се близнаковци и терзиорци, додека старински родови се Милошевци, Митревци, Ивановци, Беровци, Ѓуферовци, Каракостевци, Пусти Враговци и Шутевци, додека старински албански родови се Оломановци, кои во селото Премка се доселиле од селото Каирани, чии 4 брајча околу 1860 година на местото викано Гроб убиле некој гајрански албанец од родот на Гегите и семејниот род на Бајровци, кои во селото се доселиле од селото Зајас, исто така убивајќи неколку албанци од родот на Гегите. Родот Близнаковци, кој е еден од најстарите премечки родови, заедно со родот на Терзиовци, се раскажува дека името го добил по тоа што во семејството се родиле 2 близни машки и 2 близни женски деца. Подоцна семејството од една од своите крави добило 2 близни машки телиња. Кога тие пораснале, во селото владеела чумата. Преданието вели дека се верувало оти чумата нема да го нападне селото ако околу него со плук се направи кружна бразда која ќе изорат 2 близни вола кои ќе ги водат сестрите, а браќата пак ќе одржат ралникот. И така направиле. Легендата која од вистината ја дели само времето вели дека селото било спасено. Токму тоа беше повод јас како дел од овој род уште еднаш да се навратам на своите корени. Ако кон ова додадеме дека во Премка просечниот животен век во минатото бил 70 години од една, иако од друга страна, во мојот род јас сум 10-то колено, доколку го помножиме просечниот број на старост со бројот на коленото, ќе го добиеме бројот 700.
Ако овој број го извадиме од бројот 2022, што практично е бројот на ова 22 година, од 21 милениум, тогаш ќе добиваме годината 1322, во која можеме да предпоставиме се родиле близнаците кои за време на чумата имале нешто повеќе од 20 години и година која му припаѓа на 14 век. Доколку пак се земе предвид дека близнаците, чии имиња за жал не се познати, се родени во наведената година, тогаш условно кажано првото колено од овој род му припаѓа на 13 век, односно на периодот околу 1250 година. Ќе остане вечна непознаница дали таткото на близнаците е родоначалник на ова семејство, или пак неговите корени се протегаат и во 12 век. Исто така ќе остане непознато и неговото име. Немајќи цврсти докази за разрешување на ова енигма, пак морам да се потпрам на предпоставки. Имено, гледајќи го семејното стело на родот Близнаковци, особено лозата која денес го носи презимето Јовановски, кој го има во монографијата за Премка, дело на роднокрајниот хроничар Драган Марковски, покрај тоа што во очи ми падна податокот дека не се познати имињата на носителите од првото до четвртото колено и дека дури во шестото носителот на родот е забележан по 3 имиња: Јоаким, Јован и Јон, а дури во 12, односно во 20 век името Јован го носат двајца мои сродници. Ова укажува на можноста дека еден од моите предци, чии имиња не се познати, го носил името кое подоцна станало и останало презиме на ова лоза. Инаку во исмаилските пописти дефтери името Јован го носел и еден од премечките попови кој бил регистриран во оваа статистичка операција во 1467-68 година. Дали тој има врска со овој род, исто така ќе остане непознато. Ако се заклучи дека зад близнаковскиот род во овие изминати и сегашни времиња стојат 12 колена, со право се бројува меѓу еден од најстариите во ова кичевско село. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои во монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Кънчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во селото имало 365 жители, од кои 320 христијани и 45 мухамеданци. Според историографскиот запис на екзархискиот секретар Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, во Премка имало 304 жители под властанинство на бугарската екзархија. Втората половина на 18 век за Премка е период на обновување на селото и испразнето со пустошењето на албанскиот башибозум, кој броел околу 200 души од соседните села Шутово и Гајрани, каде што покрај 25 мажи бил убиен и селскиот поп од родот на Каракостеци, чиј турски аскер го предводеле и со нивни пари го обновиле селото Премка, Дозан Ага, Кара Мустафа бек, Абдул Ага, Сейди бек, Јолдаш бек и Назис Ахмед бек, додека пак Хаджи Шукри бек, Адил бек и Исмаил Казас Ага, Девдет бек, Аджи Абдула бек и Аджи Рауф бек со нивни пари ја изградиле претходно разорнатата црква Свети Илија, која се наоѓа на самиот влез во селото, која воедно во тоа време била соборен селски храм, кој храм се до балканските војни бил со голема купола. Во
старите записи стои дека селото Премка имало своји свештени лица, или што би рекле моите премчани, попови. Така во четвртиот опширен пописен дефтер, кој се однесува на годините 1467-1468 година, меѓу другото е забележано дека во Премка живееле и поповите Тодор и Јован со своите семејства. Тоа значи дека овде со милениуми се оспевала Христовата вера. Оно што е познато е дека селото Премка и во поново време имала свој поп. Станува збор за попот Анđелко, чие последно почивалиште е во ремонт на црквата Свети Атанаси. На неговата надгробна плоча пишува дека бил роден во 1882 година, а инаку како што стои на надгробниот крст, овој свештенослужител кој жртва за својот род погинал на 1 април 1905 година во Премка. Неговата смрт во својата книга Кичевска котлина, селски населби и население ја нотира и доктор Јован Трифуновски. Тој меѓу другото ќе забележи: во 1905 година во Премка од страна на качачките банди бил убиен и попот Анđелко. Дека овој храм пред кого денес му се поклонуваме заслужува повеќе од тоа, потврдува и податокот во кој стои дека во Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје се чуваат 22 пергаментни листови од Требник, односно од православна богослужбена прирачна книга за свештениците кои се користела при вршење на црковни обреди. Требникот потекнува од 13 век. Него во Премечката црква Свети Атанаси го пронашол Томас Милјанич во 1926 година. Листовите се пишувани на пергамент, односно кожа, која како материјал е потраен. И Кичевскиот оптој, односно православна црковна книга, во која литургиското пеење е во 8 гласови, пронајден е во истата црква, истата година и од страна на истиот човек. Станува збор за пергаментен македонски ракопис од средината на 13 век, кој Томас Милјанич заедно со други ракописи го предал во музеот во Скопје. Кога во 1937 година директорот на музеот Радослав Груиќ бил избран за професор на Богословскиот факултет во Белград, со себе ги однесол и ракописите. Кичевскиот оптоих има 89 пергаментни листови. Од нив 66 се чуваат во музеот на Српската православна црква, а 23 во Белградската народна библиотека. Во овој октоих се зачувани преписи од две химнографски дела на Свети Климент Охридски. Се работи за канонот за апостолите Петар и Павле за 6 глас и за канонот за Свети Троица за 8 глас. Покрај тоа едно Климентово химнографско дело, покоен канон за 6 глас, е зачувано во Премечкиот Требник. Но тоа не е се. Овој храм кој горделиво стои пред нас и кој ги живее своите 150 години, чува и други материјални докази за својата древност и важност. Меѓу нив е и црковниот бајрак, кој во едно време сега веќе минато, се користил за богослужбена литија и кој, како што е запишано на него, потекнува од 1862 година. Во текстот, кој е напишан на црковнословенски јазик, стои: ја раздели реката Јордан и со огнена кочија отиде на небесата. Ќе нагласам дека во оригинал текстот е напишан на црковнословенски јазик, со разнишан падежен систем, карактеристичен за црковниот литургиски јазик во 19 век. Но овој пат предмет на моја обсервација не е јазикот, туку древноста на овој простор. Имено, како што е погоре повлечено, црквата Свети Атанаси е изградена во 1872 година, а литискиот бајрак е постар од неа за цели 10 години. Овој податок отвора простор за многу прашања и предпоставки. Така, ако годината по текстот го значува периодот на неговата изработка, а тој бил ставен во функција со предавањето на употреба на црквата, тогаш бајракот има 2 роден ден, со меѓу простор од 10 години. Ако пак црквата во сегашното Премка е изградена пред точно 150 години, а литискиот барјак годинава го одбележува својот 160 роден ден, значи ли тоа дека во старото село една од трите цркви во тој период се уште била во функција и во неа се одржувале богослуги. Инаку, иако се уште не е научно потврдено, во Премка може да се чуе дека во минатото на овој простор постоеле и 2 манастири.
едни од меѓу местностите Софра и Ласко Падина, кој според кажувањата на мои постари соселани бил посветен на Свети Никола, а вториот на местноста Крстонивиште, за кој не се знае неговиот патрон. Селото Премка уште памтивека имало учени луѓе, како што велат премканци. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година во црквите Свети Илија и Свети Атанасија на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи, прв учител бил попот Манаки Грозданов од семејниот род на Каракостевци. Во учебната 1900-1901 година во Премка учителствувал и даскалот Радован, а за време на неговото учителствување е формиран огранок на тајната македонска одринско-револуционерна организација, прв во оваа регија. Во селото учители биле и Ноне Захариев, Крсто Мито, Симчо Стојанов, Ристо Антич и многу други. Во подалечното минато, мештаните од селото Премка учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Во селото Премка се родени македонските револуционери и илинденци Блаже Савев Кузванов и Љубе Стојанов Савев. Исто така селото не го избегнуваат воените дејствија како од првата и втората Балканска војна, така и од првата Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирани во разните војски речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае громлината, а на ударот на слободата на македонскиот народ за создавање на македонска држава своите животи ги положија во Народно-ослободителната војна Илија Јованов, Мирко Костевски и Ибе Паликујча. И покрај развиеното земјоделство, сепак традиционалниот печалбарски начин на живење не се променил. Гурбеџиството од година во година се поголем замах земало. Печалбарската традиција речиси никогаш не престанала. На гурбет оделе наногу во Белград, Софија, Букурешт и Стамбол. Во 30-тите години на 20 век во овие градови имало преку 50 учени од различен вид, претежно кафејани, акчилници, слакарници, фурни и трговски учени, чии газди биле мештаните од селото Премка. Како ти е името? Елизабет. Презиме? Димовска. Така, од кое место си? Од Русијаци. Од Русијаци. Како ти изгледа домаќин од Русијаци па до овде, до Премка? Добар. Кај е поубаво, кое село поубаво, родното Русијаци или Премка? И таму, од двете страни. Така, што поработуваш вака овде каде речеме сега? Нискуќи, Нискуќи, а? Домаќински. Так. Кој ти се овде комши за лошо зарнаш, како ќе дојдеш во селово? Па има Јован, Сашо. Младен. Доста има. Так. Колку ти овој Господ ќе да ви даде? Близначиња имаме. Нека се здрави и живи. Фала. Сите да сме Така. здрави и живи. Стефанија. Доаѓа често пати. Тука сме. Тука се. Да. Так. Редовно, значи, Так. секоја недела идеме. Так. Што е тоа што те влечи да дојдеш во Премка? Најмногу, значи, како дете, су сакал да идам, су работел и ми било не знам како да го опишам. Не знам како да го опишам. Значи, секое слободно време од град
su го планирал да дојдат в село, значи едноставно само си одмора душата. Како беше животот во Премка пред 30 години? Ти си релативно млад човек, меѓутоа? Не, имам 47 години, Така? значи овде немам учено, се имаме дружено без разлика на нација, значи со албанчиња, многу добро комуницираме и сега и претходно, значи многу добро сме комуницирали и комуницираме уште. Инаку си оди да речем за славите, за Бајрам, за... За свадби. Да, се посетуваме, значи сите тие работи. Многу сме биле во тоа време, во тие наши години, како да го пиша нешто, значи имаше поголема дружина, младина и имаше организација. Дали за Бајрам или за Великден се организиравме, се збиравме и сите тие работи ги правевме заедничко. Кога секој добронамерник ќе дојде во Премка, кога ќе прошета ни селските сокачиња и пачења, се уште ќе ја сретне старата традиционална македонска чаршиска архитектура, која и порано ја имало ова село, која се карактеризира со приземје и зидано од камен и кат, изграден од цигла, опашен со вертикални и хоризонтални греди и летви, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, ќе се одушеви и од современата архитектонска градба со новоизградените семејни куќи кои говорат дека селото Премка не е заборавено село во Република Македонија. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Премка, на црковната слава Светата Нација, чие име со векови го носи нивната главна соборна црква, јас да бидам дел од сенародната веселба, која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Предлагам дел од ова духовно празнување да проследите во продолжение на оваа репортажа.
се наоѓаме во селото Премка на патрониот празник на црквата Свети Атанасije. Ти се радовали душите што еве народот доаѓа на нови наши македонски православни празници. И една порака до сите наши македонци каде да се наоѓаат тие, дали во Вардарскиот, Пиритскиот, Егејскиот, дали дел на Македонија, дали во Америка, Канада, дали е убаво си доаѓаат дома да ги отклучат оние стари зараѓени катанци, затоа што побаво место од родното нема никаде. Видете, Македонска православна црква сега како што се нарекува порано била Охридска архиепископија. Таа во историјата се кажува дека 10 века ние постоиме, а не сега како што не негираат бугарите дека ние сме значи нова црква од 46 година или 45 година. Ние сме многу постари од нив и не може да негирате еден народ кој постоил толку и се борил. Народот македонски си е сака црквата, си е сака верата. И апелирам до сите тие што се иселеници, баре да идат на неколку години да и посетат родните огништа кај што живееле дедовци, прадедовци, татковци, мајки, да им запала свеќа. Значи, Убаво место од родното нема никаде. од родното место не постои подобро место. Да ни е жива Македонија. Да е жива и да се живи сите македонци низ целиот свет. Амин, Господе. Твоя и благослови достояние Твое, победи се православnim христијаном нашим, нас сопротивнија даруја и Твое сохрањај крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоја и благослови достояние Твое, победи се православnim христијаном нашим, нас сопротивнија даруја и Твое сохрањај крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоја и благослови достояние Твое, победи всем православным христијаном нашим, нас сопротивнија даруја и Твое сохрањај крестом Твоим жителство. И мудро, високо преосвещенейши владико свјати, благослови Христос, кој воскресна од мртвите по молитва на неговата пречиста мајка и по молитва на светијата Анасија, велики чист поведенец праздуваме и по молитва на сите праведни богоци Јоаким и Јана и по молитва на сите свети да не помилува и да не спаси, како добар и човеколюбен. Амин. Молитвите на свети владика наш, Господи се Христе Боже наш, помилуј не. Амин. Честит празник и за многу лет. Амин. Секој човек кај што ќе го согледа сонцето, природно дека тој простор никогаш не го заборава. Според тоа и без моја порака, сите македонци, независно дали се од Република Македонија, во Републиката или по далеко во прекоокеанските или европските земји, сите имаат желба и чезнат за да ги посетат своите родни места, а природно ќе ги посетат своите родни куќи, тоа ќе ги посетат и своите светилишта, кои што се крстени, венчани, или кои што ги оставиле најсаканите родителите, дедовци, баби, кои што ги чували и ги негувале. Според тоа, Македонската православна црква од секогаш била еден главен стожер кој што покрепела македонскиот дух, покрепела и верата, и црквата, и песната, и орото. Тука се сретнувале, тука се заљубувале, тука се на крај, како секој еден што се роди и на крај ќе го заврши својот живот, тука и старите генерации се разбира биле испраќани за вечност. Мојата порака е се разбира да колку имат можности да си ги посетуваат своите домови, а да не ги заборават и своите цркви и манастири на широко Македонија. Нека денот за новогодини и до година да бидеме побројни. Амин.
Навистина се радувам што јас бев дел старите адети и обичаи кои мештаните од ова село ги негуваат и речиси ништо не измениле од народниот духовен ритуал, поточно кажано како што било некогаш, така и сега. Почитувањ мои, како мештаните од селото Пенка го празнуваа и прославија христијанскиот православен празник посветен на Свети Атанасија Лепен, ќе ви пренесам во продолжение на наредната документарна репортажа.